2150 домаќинства според испорачаните сметки на Евана Хоум за наплата во месец јули ги надминале трите блока во потрошувачката на електричната енергија од новововедениот тарифник, што стартуваше со примена на почетокот од минатиот месец. Со ова, тие навлегле во четвртиот кој е енергно скап и се наплаќа по потрошени 1050 киловат-часови за секој нареден. За сега, објаснуваат познавачите, ова не е голем број, бидејќи тоа се околу 0,3% од вкупниот број на корисници, но реално од Евана очекуваат бројките во август да се поголеми затоа што календарски не е опфатен целиот месец. Иако овие бројки се мали, тие опатуваат дека новиот тарифник не засега голем број граѓани. Тие струја трошат како ништо да не се случува и затоа плаќаат без да ништо да ги боли. Во текот на јули фактурирани се 1,5 милион киловат-часови во четвртиот блок, а ако се знае дека цената според новиот тарифник тука е многу поскапа во однос на првите три блока и чини 17,42 денари, тоа значи дека домаќинствата за нецелосен јули платиле околу 430.000 евра за надминување на границата на толеранција на потрошувачка. Што за ова мислат граѓаните кои не знаат како да ја платат и минималната сметка? Ако треба да се штеди, треба. Само треба да штедат сите, а не за некој да не може тоа. Нека биде поскапо за тие што трошат повеќе во ред си тоа. Јас сум во прва и ми е окей. Од војведувањето на скалестиот тарифен модел па досега се уште нема прецизни податоци, дали и колку граѓаните штедат струја или трошат постаро. За сега не може прецизно да се одговори и на ова прашање, бидејќи се уште не се готови билансите. Првичното гледање на дел од податоците кои не се целосни и дека нема значителна разлика во потрошувачката во јули, споредено со истиот месец минатата година, гласи одговорот од снабдувачот на електрична енергија. За економистите, фазата на адаптација се уште трае, а колку граѓаните ќе се вклопат во тарифникот, ќе бидат во грејните месеци, исто така се знае. Огромен процент на граѓани се уште не се начисто колку треба да платат за струја, например ако се греат на клима, печки на струја или пак на дрва, бидејќи пазарот не е стабилен. Многу одлуки ќе се донесат во последен момент и тоа ќе одреди потрошувачката на струја. Велат од економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Од 1 јули, според новиот ценовник, киловат час во првиот блок чини 7,7 денари, во вториот 8,05, во третиот 8,63 и во четвртиот блок цената за киловат е 17,42 денари.